Ако во 2021 година банките спечалиле 600 милиони евра од дозволеното пречекорување на сметките и од минусите на кредитните картички, тогаш станува сосема јасно зошто банките трупаат рекордни профити, а граѓаните се повеќе осиромашуваат. Државата тука се однесува како незаинтересирана, па легално ограбување на граѓаните продолжува во недоглед. За ограбувањето да биде до гола кожа предонесуваат и така наречените брзи кредити, кои директно и индиректно запустија цели семејства и поединци. Во тоа им помагаат најпознатите екстрадни актерски и други звезди и идоли на младите преку разноразни реклами и пораки во стилот имаш и кога немаш, и добивање пари среде ноќ и така натаму. А на кого му требаат пари среде ноќ? Не е тешко да се погоди. Тоа што е фрапантно во целата ситуација е што и во време на корона кризата од пред 2 години, кога сите преземаа некакви олестителни мерки, банките одиграа на профит, одложувајќи ги тековните кредити на граѓаните за период од 6 месеци, но додека мируваше преостанатата главнина, пресметаа додатна камата, која продолжија да наплаќаат во периодот потоа. Тоа му доаѓа како на сите нивни клиенти да им одобриле по уште еден 6-месечен кредит со определената камата, што за нив е своевидно бинго.